Добро утро, поздрав до вас во студиото, поздрав до гледачите на утринската програма Македонија наутро. Токму така се наоѓаме пред Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Ќе разговарам со директорката Елена Јованова Грујовска. Добро утро, како сте? Добро утро, благодарам. Добро, вие како сте? Одлично, работно, во едно свежо треба. утро. Да. Картотеката веќе е целосно дигитализирана, Да. можеби не целосно или целосно? Целосно институтот има 12 картотеки од сите области на проучување на македонскиот јазик, картотека на црковно-словенскиот јазик, диалектолошката картотека, ономастичката картотека и картотеката лексиколошка, во која што ја имаме картотеката на толковниот речник, на народната поезија, на народната проза, речникот на глаголите, така што сите овие картотеки конечно, односно успешно се дигитализираа за една година. Тоа сакав и да ве прашам за една година, навистина еден, можеме и да кажеме, голем, гломазен, долготраен процес, меѓутоа ќе биде многу ефектен. Знаете што ќе како? значи дигитализирањето? Дали ќе биде достапна до секој што сака да побара податоци? Значи, вака, предходно за 8 години беа дигитализирани 140.000 ливчиња. А ние имавме околу 4,5 милиони ливчиња и така што со тоа темпо ќе требаше да поминат децении и децении. Меѓутоа, еве со овој потфат, значи се најде информатичка фирма која што се согласи, се нафати и ја направи дигитализацијата за една година на сите 4,5 милиони ливчиња, така што сега целосно картотеките на институтот се дигитализирани, се што сме имале на хартија, сега го имаме и во електронска форма. Што значи тоа? Тоа значи дека институтот, значи со оглед на тоа што вработените во институтот во минатите 70 години ги правеле овие картотеки, правени се рачно, некои се на машина пишувани, во постарите се рачно пишувани, па потоа имаме материјали кои што се посебно што за црковно-словенскиот, црковно-словенската картотека, материјали од црковно-словенскиот период, македонска редакција, почнувајќи од 14-тиот, 16-тиот век и така натаму, тие се собирани по славистичките центри во светот и значи сите тие материјали сега кои што се инаку собственост на институтот, нели, сега ги имаме и во дигитална форма. Секој што е заинтересиран, што сака да го проучува македонскиот јазик, ќе може да се обрати до институтот и да придонесе, да помогне во проучувањето. Инаку сите проекти кои што се работеа и досега во минатите децении во институтот, сега ќе можат многу побрзо и полесно да се работат, иако во меѓувреме излегоа веќе два. Тоа првото е интенцијално-синтаксичкиот речник на македонските глаголи. Еден од двата во славистичкиот свет, првиот беше нашиот, и ја доби наградата 13 ноември, на времето кога излезе, и секако толковниот речник на македонскиот јазик од картотеките на институтот е произлезена. Сега остануваат другите предизвици, например корпус на македонскиот јазик. Многу полесно се прави корпус кога ја имате дигиталната верзија, дигиталната форма на сите картотеки. Одлично. Неодамна во јавност излезе една информација, се израдувавме сите, се работи за црковно-словенски ракописи кои датираат од 15-16 век, се архивирани, се заштитени и тоа е многу важно што ќе остане за следните генерации. Знаете како, многу тешко се доаѓа до оние центри до кои што оделе, почнувајќи од Блаже Конески, нели, и сите други наши проучувачи од институтот, кои што оделе по славистичките центри, по архивите, да обезбедат примерок. И затоа е многу битно што тој еве сега е зачуван и во електронска форма. Знам дека минатата година кога почнуваше процесот беше кажано дека ваквата заштита е за следните 500 години. Сега ние знаеме дека
техниката се менува многу брзо, технологијата и така натаму. Меѓутоа, само тоа кажува дека е податливо за следната варијанта на технолошкиот развој и дека онака како што е дигитализирана ќе може навистина да се користи. Биде и полесна начинот ќе биде така, да се оди во технолошките. Инаку можам да ви кажам дека сите вработени во институтот се вложија комплетно во подготовката на материјалот за дигитализација, затоа што и тоа бараше една подготовка, едно средување, посебно во оние картотеки кои што се работеа досега книги и реченици врз основа на хартиената верзија што ја имаме ние кај нас. Значи, и јас сум им многу благодарна на сите колеги, колку повозрасни, толку позаинтересирани беа за заштита, за дигитализација на овие картотеки, така што можам да кажам дека овој проект беше прифатен од сите и поддржан секако од сите колеги на Институтот за македонски. Наистина е тимска и колегијална работа и на сите ќе биде потребно. И многу е битно дека тоа што е собирано 70 години овде во Институтот за македонски јазик, конечно е заштитено. И можеме да се пофалиме, да, сите наши картотеки се потрудивме, ние на крајот, освен што ги направивме, на крајот и да ги заштитиме. Неколку пати во одговорите споменавте 70 години, година на јубилеј. Верувам дека веќе почнувате да се подготвувате, затоа што голема работа е да се одбележат јубилеи, односно постоење 70 години на Институтот за македонски јазик. Па во март се навршуваат 70 години од основањето на Институтот за македонски јазик, не во овие простори, меѓутоа битен е почетокот. Со неколку битни научници како Трајко Стаматовски, Тодор Димитровски, Благоја Корубин, Блаже Конески, еден од основачите, така што можам да кажам дека ние цела година ќе го чествуваме. Еве и денес со доаѓањето на Министерката за култура и на премиерот, за да ги запознаеме со дигитализацијата во институтот на еден работен состанок, всушност ние полека почнуваме кон одбележувањето на јубилеите. Тоа е првиот јубилеј, вториот јубилеј ни е 120 години од излегувањето на книгата за македонските работи од нашиот патрон Крстен Бисирков. Тоа се два исклучително значајни јубилеи и за институтот, меѓутоа и за Македонија, за македонската нација, за народот, и затоа ние планираме цела година да ги чествуваме овие јубилеи. Одлично, баш ме радува, бидејќи знам дека напоредно ќе ги работите и оние предвидени манифестации, научни собери, конференции. Така. Пропратени еве со овие јубилеи, само ви посакуваме на успешна, плодна работа на вас и на вашите колеги, на целосниот тим на Институтот за македонски јазик. Ви благодарам многу, јас се заблагодарувам на Македонската радиотелевизија што постојано ги следи нашите активности. Ве повикуваме и годинава и на деновите на Благоја Корубин, и на отворените денови, и на меѓународните конференции, и на конференцијата во рамките на Арциновите средби што ја правиме, и на сите промоции што ќе ги направиме и годинава во Институтот за македонски јазик. А еве, размислуваме и за некои нови форми на одбележување во јубилејната година. Наша задача е јавен сервис, мора взаимно да работиме и да ја информираме јавноста. Ви благодарам за учеството во утринската програма на Македонија. И јас ви благодарам.